новогодишна вселенска авантура. Нова година! Најубавиот ден од годината за секое дете. Биби и Боби додаваат уште неколку украси на елката. Целото мало мириса на колачиња и други сладки ням, а новогодишната музика се слуша насекаде. Трепкај, трепкај, елкичке, весело да биде. Зошто престана да пееш? Зази? Леле, Боби, јас многу се загрижив за Зази. Види колку е тажен. Да не е болен? Да не изел многу колачиња. Јас така еднаш. Не јадеше ништо. Баш тоа ме загрижува. А да го прашаме што му е? Може би ке знае да ни објасни. Зази? Зази, што ти е? Зошто си тажен? Зази, ајде, кажи ни што ти е. Зошто не скокаш? Зошто не правиш салта? Сакаш да се бориме? Ама Зази, ние сакаме да ти помогнеме. Можеш некако да ни објасниш зошто си тажен? Те молам. Боби, па на Зази му не достигаат другите зазулчиња, семејството и пријателите. Затоа е тажен. И сега, што да правиме? Па, да го однесеме на планетата Заз да ги посети. Леле, Боби, па ти го кажуваш ова како да е најлесното нешто на целиот свет. Па ние немаме вселенски брод за да отидеме на планетата Заз. Ама, јас, еве, имам идеја како да отидеме. Како? Сега ќе видиш. Хало, Дедо Мраз овде. Да, хо-хо. Да, повелете. Многу сум зафатен, да. Знаете како е овој период од годината? Охо-хо, Боби, па тоа си ти. Кажи, како можам да ти помогнам? Како? Што велиш? Охо-хо, така значи. И така, си мислев јас, Дедо Мраз, ако можеш, ти да му се јавиш на оној Дедо Мраз од Заз, па да дојде и да не земе и да не однесе до планетата Заз на ден-два. Зази да се види повторно со другите зазулчиња. Што велиш? Хо-хо-хо, мислам дека ова не е лоша идеја, Боби. Веднаш ќе му се јавам на Дедо Мраз од Заз, веднаш. Пријатно. Хало, повелете. Дедо Мраз од Заз тука, само за вас. О, хо-хо, мој колега од планетата Земја, как сте? Молам, повторно проблем. Како? Ахо-хо-хо, Зазуче е тажен. Задачата не е лесна, но јас ќе ја извршам професионално. Тргнувам веднаш. Леле, колку возбудливо! Дедо Мраз од Заз со брзина на светлината иташе кон планетата Земја. Односно, тој беше побрз и од светлината, затоа што успеа за неверојатно кратко време да стигне кај Биби и Боби. Еве колку беше брз. Биби, Боби, Зазулче! Јеј! Јепирипи! Немаме многу време за губење. Мораме да тргнеме веднаш кон Заз, ако сакаме Зази да ја помене новата година со другите зазулчиња. Брзо, другарчиња! Брзо во вселенскиот брод! Ајде! Нешто чудно. Супер ултра мега брзината.
како да не работи. Ха, а се беше во ред пред малку кога доаѓав. Што значи тоа? Па, тоа значи дека нема баш толку брзо да стигнеме на ЗАЗ. Но, сепак, се уште работи супер ултра брзината. И... Хо-хо. И супер ултра брзината не работи. Но, супер брзината сигурно работи. Добро е, ке бидеме побавни, но ќе стигнеме на време. Опуштете се. Харе, погледнете низ прозорецот. Леле! Па тоа е комета! Јипи-рипи, колку е забавно! Но, што е она? Таму се зазоса! Па тоа се вселенските пирати! Вселенски пирати! Да, и тоа многу опасни! Мораме да им избегаме и да им се скриеме! Брзо! Ќе се скриеме во оној астероиден појас. Таму нема да не бркат. Нема да не избегате. Што е тоа? Проблем! Голем проблем! Што? Кажи што се случува, Дедо Мраз, од ЗАЗ, кажи! Се расипа и супер брзината. Пиратите ќе не стигнат. Лелео! Готови сте. Вау! Проработи супер ултра мега брзината! Држете се! Не избега. Јеј! И ми избегавме! Јипи-рипи! Што е тоа? Па тоа е вселенски огномет. Тоа значи дека веќе е нова година. Не успеавме да стигнеме на време. Но, не грижете се. На ЗАЗ новата година се прославува цела недела. Нема да пропуштиме ништо. На вистина? Да. Јипи-рипи! Епа, другарчиња, Боби, Зази, Дедо Мраз од ЗАЗ, среќна нова година! Јеј! Среќна нова година! Леле, колку авантури за само една ноќ. Но, тоа не е се. Биби, Боби, Зази и Дедо Мраз од ЗАЗ ја прославија новата година во вселенскиот брод, а потоа во далечината ја здогледаа планетата ЗАЗ. На радост им немаше крај, а за нивните доживувања на планетата ЗАЗ и за средбата на Зази со другите зазулчиња и за се друго, ќе ви раскажам во следната сказка. Јеј! Довидување, другарчиња, и среќна, најсреќна нова година! Јеј! Една рака лево, другата е десно, на нив прсти 5. 1, 2, 3, 4, 5. Заедно на двете прсти редом 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Една нога лево, другата е десно, на нив прсти 5. 1, 2, 3, 4, 5. Заедно на двете прсти редом 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Биби и Боби ги учат најмалите. Буквата Б. Здраво другарчиња, здраво родители. Денеска Биби и јас ќе им помогнеме на најмалечките другарчиња да ја научат буквата Б. Б како Како Биби и Боби, јипи-рипи! ова се големата и малата буква Б. Биби, а да им покажеме на другарчињата како се пишува големата буква Б. Може? Може. Прво, една права црта од горе надолу. Па права црта од лево надесно. И на крајот едно меше. Ете, Б. А сега, сезнајкото Боби ќе ја напише малата буква. Гледајте внимателно. Јепи-репи, Боби, најдобар си. И после јас сум се прчал. Фалбаџија еден. Фалбаџија е збор на друга буква. Не се важи, не се важи, не се важи. Плюс, сега треба да играме на буква. Да, ќе заборавев. Ајде другарчиња да погодуваме различни нешта на буквата Б. Предмети, животни, растенија, овошја, зеленчуци, и имиња. Може? Може? Јас прв, може? Ајде, Боби, може. Бубачка на Б. Бубамара и бумбар. Јас за таа бубамара сум слушнал дека се викала Литмара. Добро, да, така е. Но ние децата си ја викаме бубамара. Летни бубамара, донеси ми гости. А на гости ќе дојдат животни на буквата Б. Еден лут бик. Си сплаши, а? Не се плаша. Ајде сега ти. Птица на Б. Б, како една ноќна птица, односно буф. Добро, знаеш и ти по нешто. Ајде, Боби, овошја на Б. Најлесно на свет. Банана. И боровинка. А зеленчук на Б? Каде преку ред? Ајде ти кажи зеленчук на Б да те видам. Броколи! Бабљак. Броколи се бљак. Не сакаш броколи? Јас обожавам броколи. И многу се здрави. Слободно јади си ги. Јас ке јадам Б. Б? Бомбони. Па да. Па потоа ќе одиш кај еден чичко на буквата З. Ама, ајде, за него ќе зборуваме кога ќе ја учиме буквата З. Не е баш така, ама ајде. Значи, другарчиња, има уште многу нешта на Б, но нив можете да ги научите самите или со помош на некој повозрасен. А сега да играме друго. Еве, овде има повеќе различни нешта. Во кој од зборовите ја има буквата Б на крајот од зборот? А во кој на почетокот од зборот? Во кој во средината на зборот? А во кој на почетокот и во средината? Или во кој воопшто ја нема? Јас знам. Знам дека знаеш, Боби, знам. Ајде да им дадеме време и на другарчињата да размислат. Не можам да чекам, не можам. Во ред. Ајде, кажи. Буквата Б ја има на крајот од зборот леп, во средината во торба и робот. Точно. На почетокот од зборот ја има во брод, а на почетокот и на средината во баба. И воопшто ја нема во ракавица, панда и малина. Јипи-рипи. Тоа е се за денеска, другарчиња. А во следното видео Биби и Боби ги учат најмалите, ќе погодуваме зборчиња на буквата В како видиме колку сум убав. Довидување, другарчиња!
плашува. Тато! Здраво, Бибуш, здраво, Боби. Сакаме да те прашаме нешто. Не нешто, туку нешта. Мислам, повеќе нешта, да. Прашувајте. Мене многу ми се допаѓа кога сте љубопитни и сакате да учите нови работи. Тато, од каде доаѓа водата? Одлично прашање. Одлично. Но пред да ви одговорам, јас ќе ве прашам нешто. Дали вие знаете што е тоа вода? Водата е течност. Да. Течност без боја, вкус и мирис, да. Така е. Одлично, браво. Водата е без боја, вкус и мирис. И таа на земјата се наоѓа во 3 состојби. На нормална температура водата е течност и тоа е незината најчеста форма. На 0 степени водата се претвора во цврста состојба, односно во мраз, како овие коцки во чашата. А на 100 целзиусови степени водата се претвора во пареа. Да, благодарам. Но, чичко Татотино, од каде доаѓа? Толку ми се допаѓа вашата жед за знаење, деца. Водата во природата е секогаш во движење. Таа постојано ги менува своите состојби и кружи низ планетата Земја. Од топлината на сонцето водата испарува од океаните, создавајќи облаци за повторно да се врати на земјата како дожд или како снег. Дожд! Дожд, Бибуш. Дождот и снегот ги полнат реките и езерата и така ние ја добиваме водата за пиење, капење или за наводнување на дворовите. Ама ожеднев од разговорот. Чичко Татотино, може да добијаме една чаша вода? Ама секако, Боби, редовно треба да се пие вода. Еве ти тебе една чаша вода, Бибуш. Зошто? Затоа што водата е неопходна за животот на земјата и сите живи суштества содржат вода. Водата сочинува повеќе од половина од човечкото тело. Тато, зошто ние чувствуваме жед? Деле, уште прашање. Одлично. Жетта е знак кој ни кажува дека на телото му е потребна повеќе вода. На возрасен човек му требаат околу 2 литра вода на ден. Добро, на децата малку помалку. Јас ќе си ставам уште една чаша вода. Има ли уште некои прашања, деца? Чичко Татотино, а што е воздухот и како се создава? Чекај, тато, малку. Значи, ние имаме уште многу прашања. Ма јас велам да ги оставиме за друг пат, зашто сега треба да одиме надвор. Нели, Боби? Да, може. И благодариме многу, Чичко Татотино. Нема, зашто, деца? Дојдете повторно. Ние сигурно ќе дојдеме повторно, да. Јеј! Ти благодарам, тато! Јепи! Ама ожеднев. Еден, два и три, 4, 5 и 6, 7, 8, 9, 10, бројти со нас на глас. 1, 2 и 3, 4, 5 и 6, 7, 8, 9, 10, бројти со нас на глас. Учити со нас, бројме на цел глас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Учити со нас, бројме на цел глас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Запејте со нас, броеви на цел глас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Запејте со нас, броеви на цел глас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.